Денес започнува монтирањето на пешачкиот мост на градската река во близина на основното училиште Кочо Рацин или поточно излегла на куќата кај Бектешовци и музичкото училиште. Ова е долго очекуван проект кој што со децени го барат жителите од овие населби, поврзувањето на Врбенско мало, на Корзо, Тапани населбата за сите пешаци кои што одат во централното градско подрачје ќе овозможи подобар пристап овој пешачки мост. Вредноста на мостот изнесува 1.200.000 денари, средства издвоени од буџетот на локалната самоуправа. Ова е втор пешачки мост кој што се поставува на градската река. Претходно ги реконструиравме и мостовите кај основното училиште Кочо Рацин. Исто така беше реконструиран мостот кај старата автобуска. Наредно спрема комуналната програма ќе следува комплетна реконструкција на мостот кај стоковната кај 4 јули или населбата Димо Наредникот. Предвидени се и други вакви пешачки мостови, и тоа на потегот од стара автобуска до Димо Наредникот и секако еден пешачки мост во населбата кај Типските куќи. Со поставувањето на овие пешачки мостови не само што се олеснува комуникацијата на граѓаните, на пешаците со централното градско подрачје, туку исто така се разубавува и централното градско подрачје и кејот на градската река. Значи мостот е целосно метална конструкција, фирмата изведувач е Монтинг од Битола. Мостот има должина 24 метра, тежина околу 6000 кг, односно 6 тони. Финансиската конструкција ја слушнавте, градоначалникот кажа, значи 1.200.000 денари издвоени од буџетот на општина Прилеп. Мостовите, знаеме, ги поврзуваат двете страни на градот, левата и десната. Се надеваме дека во иднина, во согласно со комуналната програма, ќе има уште вакви мостови, а и уште нешто можам да дополнам со почнување на функционирање на пречистителната станица, очекуваме чиста река и можеме да преминиме кон наредниот проект, односно следување на речното корито. Речното корито да не биде само простор за проток на реката, туку простор за рекреација, простор за движење на велосипеди, на практикување на здрав живот, трчање, седенки и така натаму. Тоа следува, предвидено ни е во програмата за 2018 година. После монтирањето следува завршените работи, односно патосот на мостот. За недела дена би требало да биде готов целосно. Значи, од денешен ден за недела дена би требало да биде пуштен во функција, да. Овде мост имаше пред 50 години. Сега, после 50 години, се направи овај мост и овај мост ќе биде спас за сите ученици кои што овде ќе одат на училиште, сите жители кои што живее во Врбенско мало, овде сите мала што се скратен му е пато, овозможено да појде на пазар, да појде да купа се и се што. Ова е голема благодарност на луѓето кои што иницираја и кои што го направија ова дело. Изградбава пешачкиот мост е презадоволно. Презадоволно го чекавме ова години. И со градоначалникот сме зборувале на седници на местнава заедница. Ова е благодет. Одавдека слегува и Одрит. Одрит, цел рит одавдека иди. Наместо да вртиме одавдека мостов, одавдека директно сега можеме да појдеме в центар. Па поголем пристап кон центарот на градот. И децата ќе ни биде посигурни во одењето на школа. Затоа што улицата е едносмерна, а и многу коли се паркира, а овде ќе му биде многу полесно. Тоа е моје мислење. That's all.